Во автентичните носи заеднички го се играа традиционалното оро. Овие работи премногу ги посакувам, ги пожелувам секој да ги доживее. Ова е нешто извонредно што не може да се опише, секој да си го доживее. Да види дека ова е Божја убавина, Божјиот благодат да си го прими секој. И што да кажем, порано кога сите невести во тековната година се случувале бракови, на овој ден се доваѓале тука на поклонение, а наредните години се доаѓале со дечиња за крстетка. А сега им пожелувам на денешниве да дојдат не со по едно, со по две и повеќе, па да доведуват и чуку внуци. Ма тоа беше занемарено и сега еве пред, како што рековте, пред 7 години е пак обновена оваа традиција, така да ги правиме обичаите што по наше покажување на нашите стари. Преубаво е, сакаме да се чуваме традицијата и убаво е овако. Не, нашите стари се не раскажувале, ама ние сега сакавме да го доживееме тоа тие тогаш кога се го применувале како е било и да ја обновиме традицијата. Од претходните години бев запознаена за оваа традиција и навистина ми е мило што еве ова година сум дури и учесничка. Убаво е што традицијата се негува и уште повеќе ме радува тоа што пријавувањето на невестите е се во поголем број. Многу сум воодушевена, а прв пат сега учествувам и можам да кажам дека сум многу е убаво и да продолжи во. Јас мислам дека карактеристично за овој обичај е тоа што снаите се крвите заедно излегуваат под рака. Од левата страна се наоѓа се крвата, а невестата се поклонува, значи пред да влезат во црквата и заедно во црквата им се чита молитва. Прв пат учествувате, како сте задоволни? Многу сме задоволни. Бевте со две снаи? Со две снаи, многу убаво, тука е многу убаво. Дали претходно го знаевте обичајот? Да. Како го спроведовте? Значи, Убаво. во носи? Во носи и во селска носња. Зошто се одлучивте да се пријавите? Со снаите од мерак, од радост. Свештенослужителите при Кривопаланичкото архиерејско наместништво при МПЦ, како едни од покровителите на манифестацијата, со благослов им се обратија на учесничките. Беше прочитана и молитва за зајакнување на брачните врски. Бобан и Надица, Никола и Валентина, Иван и Наташа, Јови и Анета, Емили и Дијана, Ваца и Деспина, Ненад и Кристина, Емилија и Слобода, Стефан и Марина, Маријан и Деспина, Александар и Билјана, Ненад и Еленора, да живеат во мир, единомислие, непорочност и заемна љубов преку врските на мирот и да бидат двајцата едно тело.
Манифестацијата е возобновена под покровителство на градоначалникот Арсен Чаликсовски и локалната самоуправа, Националната установа Центар за култура и местната заедница на село Конопница заедно со Македонската православна црква. Иницијативата е на Стојанче Величковски, кој ентузијастички се заложи за зачувување на автентичното од минатото, преку оваа манифестација која му припаѓа на народот. Го запрашавме за впечатоците од годинешното издание. Величковски со посебна гордост зборуваше за адетот кој го спроведоа снаите и свекрвите. Обичајот кој символично ги зајакнува семејните вредности, со цел здрави идни поколенија свесни за сопствената традиција и атрактивноста на овој туристички бренд. Во своите говори, организаторите изразија задоволство од сепомасовното прославување на денот, заблагодарувајќи им се на сите за учеството и доприносот. Градоначалникот Алексовски истакнал тие горд поради возобновувањето на оваа убава традиција, додавајќи дека полека но сигурно манифестацијата прераснува во културен бренд на градот. Тој порача дека нивните напори како организатори ќе бидат насочени кон привлекување на нови учесници и туристи од соседните земји и пошироко. Годинава на манифестацијата присуствуваше Владко Ѓорчев, пратеник во Македонското собрание, кој како што истакна ќе си замине со полно срце од енергијата која се раѓа под ова парче небо за еден повод кој ги слави семејните вредности. Пратеничката од Крива Паланка, Сладјана Митовска, на овој ден традиционално е присутна во дворот на православниот храм, од каде на сите учесници им посака меѓусебна почит и богат пород. Ден претходно на Тодорова сабота во црквата во село Конопница се одржа свечена божествена литургија со која чиноначалствуваше неговото високо преосвештенство митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф. А на самиот ден на Свети Теодор Тирон беше одржан и водокрст и кршење на славскиот колач, со што беше предадено кумството за селската слава. Молите сјако Господу, помиловати ся душа наши, слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало. Гости од Скопје, Куманово, Кратово, од сите краишта на Кривопаланечко, го искористија убавото време и во духот на православието се дружеа и славеа. Гостите ќе имаат можност да ја посетат галеријата при Градскиот музеј на Крива Паланка и да уживаат во изложбата на 100 најдобри дела од меѓународниот конкурс за карикатура Невестинско поклонение на тема Мажот како колатерална штета во односот меѓу снаата и свекрвата. Авторски проект на Стојанче Величковски, реализиран во рамки на манифестацијата во соработка со локалната самоуправа. Во рамки на невестинското поклонение се одржа и традиционалната крводарителска акција во организација на Кривопаланичкиот црвен крст и Центарот за трансфузиона медицина Скопје.